Морничава гледка отринава и во Скопско и Инџиково. Поплавени земјоделски површини, подруми и куки полни со вода. Граѓаните веќе изнемоштени со последни сили се обидуваат колку што можат да ја санираат штетата од саботната библиска поплава во Скопско и околината. Жителите со неверување велат вакво невреме не виделе во последните 20 години. Последен пат кога се случила слична ваква поплава било во далечната 1979 година, за кога граѓаните кажуваат дека биле поплавени откако пукнала локалната брана и целата вода се слеала во нивните куќи. Градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски, кој на вчерашната седница на владата беше назначен за координатор на акциите за чистење и спасување во Скопско и Инџиково, Винчи и Страчинци, денеска во школото Дане Крапчев одржа координативен состанок со представници од армијата, дирекцијата за заштита и спасување и представници од местните заедници од овие скопски села. По состанокот таткото на градот се упати кон населеното место Инџиково, каде го пречекаа и жителите кои го запознаа градоначалникот со фактичката состојба на терен. Најпрвен се почна со санација и чистење на каналот во населеното место, за да можат потоа да се испразнат и атмосферските канализации, за да започнат да се празнат и дворовите и куќите на мештаните. Значи направиме состанок со местната заедница, со луѓето од местната заедница, со мене заедно беа од дирекцијата за заштита и спасување, војската на Република Македонија, од Министерството за внатрешни работи, противпожарната единица, водовод и канализација. Значи сега очекуваме да пристигнат 15 пумпи кои што ќе помогнат да се исцрпува водата од просториите, значи најчесто од подрумите или од приземните простории. Најголем проблем е тоа сега што треба да го решиме овде. Гледаме да каналот кој што оди од Ченто низ Инџиково па на петата хиподрум, тој за да целата вода во него биде исцрпена. Има и атмосферска канализација која што и фекална канализација која што капацитет нејзин е мал, не може да ги прими тие со оглед на тоа што има огромни атмосферски води што влегуваат од овде. Со пумпите гледаме тоа да се префали во каналот, за да би можеле овие колектори да речеме да ја примаат водата и да може од куќите да се испумпава во нив, да оди во каналот и понатака да оди во главниот канал. Инаку досега според официјалните информации од Црвениот крст се собрани повеќе од 5 милиони денари помош за поплавените подрачја. Пунктови за донации исто така се поставени и во училиштата 25 мај и Наум Наумовски Борче во населбата Газибаба, каде граѓаните ќе може да оставаат помош за поплавените семејства. Градоначалникот на Газибаба апелираше и до сите оние кои сакаат да пружат помош во кризните подрачја, да дојдат со соодветна опрема и алат во општината Газибаба, од каде ќе бидат испратени онаму каде што се најпотребни. Планот е веќе од утре на терен да излезе комисијата да прави веќе проценка на терен. Приоритет имаат оние граѓани кои што пријавија дека имаат загинати животни, да може тоа да се расчисти. Го организираме тоа понатака да тие се префрлат со комунална хигиена. Граѓаните упатом апел нема потреба да доаѓаат кај нас да пријавуваат. Може евентуално од оние населени места кои што не беа карактеризирани како места со големи поплави. Пример, денеска пријавија граѓаните од Автокоманда. Таму се ретки случаите, но такви граѓани може од другите населени места да пријават кај нас во општината, а местата кои што веќе ги напоменавме, Стајковци, Сингелич, Економија, Булачани, Црешево, Смилковци, Виниче, Страчинци, таму нема потреба да пријавуваат затоа што комисиите ќе излезат и од куќа на куќа ќе се оди. Она што е најважно засега според службите на терен е спречување на појава на евентуални зарази и епидемии кои би настанале од погинати животни во поплавените подрачја, што е моментално прв приоритет на службите на терен пред да се пристапи кон санација на штетите од силното невреме кој го погоди Скопје и околината во саботата вечерта.